Изборниот законик остана недонесен, но премиерот Мицковски денеска на својот Facebook профил се пофали дека на 15 јули до Европската Унија е доставен документ со целосно исполнети и означени обврски, со што уште еднаш, како што наведува на статусот, земјата покажала дека реформскиот процес го води одговорно, транспарентно и со јасна посветеност кон исполнувањето на европската агенда. Сепак од неговата партија и денеска прстот го вперија кон опозиционерите, дека како што вела добиле бланко документ за да ги стават на хартија своите желби се со цел да се испеглаат разликите околу изборниот законик, но сепак, иако реформски, остана заглавен во собраниските лавиринти. Опозицијата доби бланко лист за исполнување на желбите за изборниот законик, а истото го одбија поради виктимизација. Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ сметаат дека доколку глумат жртви, тоа ќе им донесе политички поен повеќе. Реалноста пак излезе на површина, а таа е дека ВМРО-ДПМН како партија на власт им ги прифаќа сите барања на опозиционерите, само диаспората да може да гласа на полесен начин. Токму ова, коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го одбија. Од СДСМ пак денеска возвратија дека Мицковски и ВМРО-ДПМН се обидувале како што велат на секој можен начин да предизвикаат вештачки конфликт и да ја обвинат опозицијата дека таа е виновна за изборниот законик, а во меѓувреме додека тврдат дека земјата е лидер во исполнувањето на реформската агенда, таа и натаму останува со неизвестна европска перспектива, велат од Бихачка. Токму ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски се тие кои што барат алиби. Создаваат вештички конфликт околу изборниот законик, гледаме дека намерно туркаат спорни одредби за изборен грабеж, за да го прикријат сопствениот неуспех со реформската агенда и за целосно да го блокираат европскиот пат. Тврде дека Македонија е лидер во регионот во исполнувањето на реформската агенда, а гледаме дека европскиот пат е целосно закочен. Неносењето на изборниот законик и во дополнителниот грејс период ја чинеше земјата 4,2 милиони евра помалку пари за граѓаните од европските фондови. Претходно и еврокомесарката Кос, но и евроамбасадорот Рокас во неколку наврати ги повикаа партиите да постигнат договори да ги испеглаат разликите бидејќи се работи за реформски закон, но партиите и натаму на маса, наместо обидите за консензус, ги ставаа спорните прашања, како што е гласањето на диаспората и финансирањето, но и прашањето за една изборна единица на која особено инсистираше Левица и иницираше средби на ниво на опозицијски партии, но тие не се реализираа.